Почнете од почеток со Бони Сала. А тој одговори и рече: Љуби го Господа, својот Бог, со сето свое срце, со сета своја душа и со сета своја сила, со сиот свој ум и својот ближен како себе си. Му рече: право одговори, прави го тоа и ќе живееш. Лука, 10 глава, од 27 до 28 стих. Во библиската книга на Лука 10, Исус објаснува дека начинот на живење е љубејќи го Бог со сите своји делови од нашето битие, со сето срце, душа, ум и сета сила. Овие делови од нас се различни, но се испреплетуваат. Можеби мислиме на овие аспекти на себе си како наши емоции, наша вечна суштина, наше резонирање и наша посветеност. Се поврзуваме со Бог преку сите овие. Разбирањето како да живееме потполно во склад со Бог, во секој аспект на нашата личност, е клуч за живење исполнет живот. Да, Бог ни даде физички тела во кои треба да живееме. И покрај фактот што писмото вели дека ние не си припаѓаме себе си. Прва книга, Коринќаните, од 6 до 19 стих. Можебе да бидеме искушани да веруваме дека она што го правиме со нашите тела не е духовно. Но прославувањето на Бог преку послушноста со нашите тела не носи во склад со Светиот Дух, физички, духовно, ментално. Нашите чувства следат кога одбираме да обожуваме со физичката послушност. Исусовиот начин на живење доведува до живот во полност и хармонија и не е само добар за нас. Здравиот дух ги храни телото и умот, и обратно. Кога еден дел од нас има потреба од исцеление, нашата помош доаѓа од оној кој не создаде како мултидимензионални суштества. Царот Давид напиша: Зошто моето срце ми премира? Ќе ме кренеш врз карпата, која е повисоко од мене. Псалм 61:2. Кога нашата душа, ум и сила го пронаоѓаат својот дом во Бог, нашите вознемирени срца знаат точно каде да се обратат во неволја. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.